Добар ден, господине Кордалов. Добре дојдовте во прес-центарот на Медиумската информативна агенција. Денеска ќе разговараме за повеќе актуелни теми од нашето современие, да се изразам така. Вие сте комуниколог, човек што повеќе години се занимава со новите медиуми и сите трендови, комуникацијски трендови. Па првото прашање би се однесувало на тоа колку ние како граѓани, колку во Македонија луѓето користат социјални медиуми, дали се следат последните трендови и дали сметате дека тоа може да придонесе нели во позитивна смисла за нас како нели општество. Благодарам за можноста. На почетокот статистиката е јасна и немилосрдна. 88% од граѓаните користиме интернет секој ден, тоа е Државен завод за статистика, и според социјалните медиуми гледаме дека над 80% користиме социјални медиуми, еден или повеќе. И таа е реалноста повеќе години. Да, социјалните медиуми веќе повеќе од 15 години се дел од секојдневното функционирање и милје. Меѓутоа, за жал, степенот на дигитална писменост и на користење на сите алатки во насока на тоа да добиеме повеќе за себе ни недостасува. Ние сме многу активни кога треба да правиме тоа, кажеме со статистиката, видеоповици, некаква комуникација со странство и така натаму, меѓутоа кога треба да правиме така наречени корисни работи во работа, во учење, едноставно тоа ни недостасува. Тоа е едниот проблем, меѓутоа да бидеме реални, не се ни нудат многу можности во Македонија за правилно користење на интернет технологиите, заради тоа што јавните институции не го диктираат темпото на добри јавни услуги по дигитален пат, а камоли денес кога што зборуваме вештачката интелигенција во корист на луѓето. Така што секако дека ти имаат свои позитивни страни како социјални медиуми, или ќе ги користиме ние во наша полза, или ќе бидеме зависни од нив, таа е суштината. И се уште за жал сме заглавени во темата колку треба време да ги користиме, а не како. Кога ќе почнеме да зборуваме како ги користиме современите алатки и дигиталните платформи, тогаш ќе ја постигнеме целта. Бидејќи фактите се јасни, ако пред 15 години зборувавме за час до 2, можеби на интернет или 1 час на социјални медиуми, денеска гледаме дека буквално од будењето до легнување ние сме некако вмрежени на интернет. Едноставно интернетот ни е дел од секојдневието за се. Така што ајде да пробаме да биде тоа корисно, меѓутоа пред се да ги натераме институциите да многу повеќе вложат во добра дигитализација и правилно фокусирање кон социјалните медии. Да зборуваме за граѓаните генерално, но по целни групи. Што е со помладата популација? За нив се вели дека тие се интернет генерација која што повеќе од времето го поминуваат на мобилен телефон, не зборувајќи постојано, туку користејќи го мобилниот телефон како начин за информирање, ако сакате, како начин за комуникација со другарите, со останатиот свет. Што е со оваа помлада популација? Дали тие исто така, според генералниот ваш заклучок, ги користат социјалните медиуми само за ова, како што рековте, видеоповици и комуникација на социјалните медиуми или за некои корисни работи? Многу повеќе младите генерации ги користат корисно социјалните медиуми и дигиталните платформи споредно со повозрастните генерации, токму од оние причини кои што ги споменавте. Меѓутоа, ќе ви дам само еден пример. Вие можете да најдете илјадници луѓе кои што работат на дигитални платформи легално. Платформи кои што нудат работа од дома и работа со компании од Австралија, од САД, од Европската унија и така натаму, и буквално заработуваат. И тоа е главната причина поради која што тие решаваат да останат тука во Македонија. Втората работа, имате десетици и десетици компании кои што инвестираат во земјава и кои што вработуваат млади кадри кои што се базираат на IT технологии. И повторно статистиката е немилосрдна. До 93 или 95.000 денари е стигната просечната плата во IT индустријата и сродните дейности. Значи тоа е 1500 евра. Да. Таква плата, да бидам пластичен, имаат функционерите, па потоа има IT секторот. Значи едноставно тоа е голема придобивка за младите и бројките од луѓе што се запишуваат, млади луѓе што се запишуваат на факултет, дали е на Финки во Скопје, дали во другите IT факултети во земјата, надминува огромни бројки и веќе станува сериозен тренд. Така што и тоа како и социјалните медиуми и дигиталните алатки играат позитивна улога кај младите генерации, тоа како знаат
да ги користат за себе. Да не навлеземе во тоа дека тие многу вложуваат во тоа како во наставата, за време на учењето и така натаму може да ги користат и како може да ползуваат од него. Оно што е потребно да се направи, да се даде поддршка во овој процес и да се даде шанса на младите генерации да многу побрзо го развиваат ова. Две причини. Првата затоа што самите рековте се интернет генерации, многу подобро го знаат ова. А втората шанса заради тоа што колку повеќе го прилагодиме општеството дигитално, тоа стана општество на младите, тоа значи дека полесно ќе ги задржиме младите во Македонија. Една од причините поради која што се бега од тука, освен платата и квалитетот на живот, е тоа што многу работи се бирократизирани и многу работи тешко се остваруваат. Наједноставно имате студенти и студентки кои што мора да доаѓаат од Охрид, од Струмица, од Тетово, Штип, да не редам, за оценка по 2-3 пати или за упис на семестар по 2-3 пати на факултет. Знаете, во 21 век и тие навики и можности на млади луѓе, ова е речиси непојмливо. Да, точно така. Убаво го завршивте прашањето. Моето следно прашање се однесуваше токму на дигитализацијата и на оно што нашето општество, нашата влада или министерството што го прави за подобрување на дигитализацијата. Прво ми се чини дека во земјава треба да се подигне јавната свест во однос на дигитализацијата и користењето на интернетот во вакви цели, или во корисни цели. Второ, вчера присуствувавме на една јавна дебата во собранието која што произлезе од еден хакатон за дигитализацијата во високообразовните институции, која што би ги подобрила условите за студирање, но и би понудила повеќе флексибилни начини за студирање на младите во земја. Како ги оценувате последните чекори што се направени од страна на властите со измена и со нови закони во однос на дигитализацијата? Нели законот за закон за дигитализација, не се сеќам точно како се викаше, потоа законот измените на законот за архивско работење беше споменат и новиот закон за сајбер безбедност со кој што се предвидува формирање на агенција. Како ги оценувате овие последни чекори, колку тие може да придонесат на побрз рок, да условно кажано, да се променат одредени работи? Неспорно е дека овие промени, овие чекори се добри заради тоа што ја препознаваат реалноста во која што живееме. И се за поздравување, меѓутоа, она што во Македонија генерално фали, тоа е брзата имплементација на новите текови, новите трендови. Најпластично, ние се уште зборуваме за дигитализација на јавни услуги кои што не можеме да ги воведеме во институциите, а светот веќе регулира вештачка интелигенција. Вие имате прв акт на Европската унија за оваа регулација, имате неколку одлуки и акти на председателот на САД Бајден на оваа тема. Ние се уште се бориме со дигитализација, ние се уште се докажуваме дали е тоа добро или лошо. Дали беше подобро пред 25 години или е подобро сега. Знаете, тоа е легитимна тема. Не сакам да кажам дека е лоша, меѓутоа не одразува реалноста. Две причини се многу важни. Првата е, ние мора да ја прифатиме како општество дигитализацијата, а тоа треба да го прават институциите. И втората работа, со тоа ќе дојде да го адресираме стравот. Бидејќи стравот дека дигитализацијата ќе земе работни места, ќе ни остави без работа, дека ќе направи да не бидеме толку важни како порано, е навистина голем и не кочи повеќе од 10 години да се менува. Ако ние гледаме статистика дека денеска младите луѓе и повозрастни, секако мито пред се младите луѓе заработуваат во просек 1500 евра плата, значи платена преку системот НУЕП како плата, не мислам дека ние треба да стрелуваме напред, треба да си кажеме што правиме за нашите деца, што правиме за нашите млади. Ако ние го спречуваме процесот на дигитализација како до сега, само ги обесхрабруваме да останат тука. И потоа велиме каде се младите? Таму каде што има едноставни услуги, таму каде што можат лесно да дојдат до системот и каде што не треба да чекаат, да се бирократизираат и така натаму. Така што за поздравување се, меѓутоа многу е битно сите заедно обединети да се работи на оваа тема. Јас би сакал да ве потсетам дека пред само 2 години, па и година и две, темата дигитализација ги подели политичките партии од власт и опозицијата. Во едниот случај дали треба да се работи дигитално во институциите, особено собранието, во вториот случај за учебниците. Значи, едноставно не се собраа сили, прво да се разбере дека не треба ништо на сила да се прави, туку дека треба се да се оди по природен пат и по пат на избор. Секој да може да избере, пример, дали сака да користи ваков или таков тип на наставни помагал, електронски или физички.
И втората работа, не се разбра дека времето бара да не се политизира темата со дигитализација. Дали ние денеска ќе одиме 2 сати по шалтери? Е наш проблем, не е проблем на некој друг, проблем на државата. Бидејќи ако 2 часа одиме на шалтери денеска, наместо обичен мобилен телефон да ја завршиме работата, ние ќе бидеме понервозни, ќе изгубиме 2 часа кои што можете да ги поминеме со себе, со нашите деца, блиски, на крај нешта да сработиме и смислиме нешто друго. Така што мислам дека мора да се фокусираме ова работа, е потребна поддршка, нешто кое што институциите го прават, но е потребно да ги вклучат сите општествени политички чинители и пред се IT секторот кој што во таа смисла мора да биде заедно со чинителите во власта на локално централно ниво, бидејќи видовте што се случи само пред 6 месеци, хакерски напади, недостиг од сајбер безбедност. Тоа е тоа. Се селиме од офлайн во онлайн просторот, но во исто време мора да имаме многу кадри, многу капацитети и многу компании што ќе работат на сајбер безбедност и заштитата на податоците на секој од нас. Неколку пати ја спомнавме вештачката интелигенција, значи тоа е неминовно дел од нашето секојдневие, особено за луѓе кои што ние сме дел од професиите кои што може да ја применуваат многу вештачката интелигенција. Постои голем страф дека со вештачка интелигенција исто така може да се изгубат многу работни места. Исто така тој страф веројатно е поголем кај оние луѓе кои што имаат непознавање за вештачката, недоволно познавање за вештачката интелигенција. Се чини дека многу срамежливо вештачката интелигенција влегува или полека, така да се изразам, за користење кај нас во нашето окружување. Сметате ли дека освен ова што го споменавте, актите за регулација можеби кои што треба овој пат многу побрзо да ги како систем да ги наметнеме или да ги побараме да се наметнат, треба да се работи на запознавање на граѓанството, дали на неформален или формален, или формалните институции за работа со вештачка интелигенција? Мислам дека потребно е брзо и тука да се менуваме. Зошто? Заради тоа што додека ние правиме се уште основни обуки за како да напишеш CV или како да користиш имейл, во исто време треба да државата или агенцијата за вработување веќе да има цели курикулуми, цели наставни планови за сите заинтересирани за преквалификација, доквалификација во делот на вештачката интелигенција. Не може ние да ги признаваме новитетите во светот. Новитетите што носат повеќе пари, по-добро платени работни места, повеќе перспектива после 2, 3, 5 години. Затоа каскаме. Затоа бројките кога мериме дигитална писменост се за 1/3 полоши кај нашите млади отколку младите во регионот, да речеме Хрватска, или кога мериме каде сме на нивото на отпорност од лажни вести и медиумска писменост сме на дното. Само на корупција сме на врвот и на други работи кои што се негативни. И потоа се чудиме зошто. Зошто. Причината е поради тоа што чекаме во светот нешто да стане секојдневие за да ние го воведеме како новина. Јас не се залагам никогаш дека нешто што досега функционира треба да се избежи. Како човек не функционирам на тој начин. Но сметам дека постојано треба да се дополнува палетата на услуги и можности. Значи, веќе се касни да се даде цел курикулум за вештачка интелигенција, да се даде импулс кон луѓето, кон секој од нас, дека всушност тоа е нешто што доаѓа и еве како да го научиме за да не се плашиме. Додека ние велиме ќути, трај, седи, можеби ќе те одмине, ако не го признаеш или ако ти го нудат да го воведеш, отфрли го и нема да бидеш засегнат, ќе се случува ова што не се случува. И потоа се будиме секој ден и велиме зошто има толку проблем во сообраќајот. Зошто е нерегулиран паркингот? Зошто квалитет на живот е низок? Зошто се чекаат редици? Заради тоа што ние одбиваме веќе децении да се роботизираме во смисла на процеси, не во смисла на луѓе, да се дигитализираме, автоматизираме во наједноставни работи. Поставување камери што ги регулираат нешто наједноставно што не е загрозува приватноста. Ние бегајќи од тоа правиме општество кое што навистина не оди напред. Не оди напред за секој човек. И мислејќи дека ако ја спречуваме дигитализацијата, ќе направиме нешто подобро, само грешиме. Друга страна, факт е дека многу малку знаеме, многу малку луѓе за вештачката интелигенција. Тоа е нешто ново. Меѓутоа, нешто кое што навлегува во нашите животи. Нема полошо од тоа. Да вие почнете да користите нешто ново, а да не знаете како е базирано и кои се добрите и лошите страни. Значи, ние повторно сме во ситуација како кај социјалните медиуми. Почнуваме да го користиме,
а не сме свесни дека се базираме на вештачка интелигенција, а во исто време ја мразиме и сметаме дека е страшна. Ете, таа е таа спрега помеѓу институциите, граѓаните, бизнес секторот, академијата, кој што мора да постои на оваа тема, заради тоа што сите сме во процесот. Не можеме да избегаме од дигиталните алатки, бидејќи не е само да се радуваме на мобилен телефон кој што ни дава да се слушаме со нашите блиски во Австралија, Америка и така натаму во Европа, а кога треба да користиме за нешто што ќе ни донесе напредок и развој, да велиме не сакам за тоа ќе ме закочи во развој или ќе ми оневозможи да ги имам привилегиите што ги имам. Што едноставно колку повеќе даваме можности, колку повеќе се прилагодуваме и веруваме во новите трендови користејќи ги во своја полза, толку помалку ќе бидеме робови на технологија. Како специјалист за нови медиуми морам да ве прашам, не можам да го одбегнам тоа прашање. Следната година, 2024-та, ни е изборна година, ќе имаме избори за председател и избори за парламент. Но на социјалните медиуми кампањите се веќе одамна почнати. Политичарите ги користат речиси сите социјални медиуми. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok е последен влезе во тој редот, но очигледно дека TikTokот се користи за привлекување на се помлади и помлади приврзаници. Какви се трендовите во тој дел? Ги следите ли воопшто тие политички кампањи? Какви се трендовите? Дали барем тука сме во тренд со светските, да речам, новини? Има две во наводници лоши вести за политичарите во делот на социјалните медиуми. Првата е, ја завршуваме редовната годишна анализа која што ја прави за тоа како политичарите на функции или јавните функционери ги користат социјалните медиуми. До сега резултатот е дека нема никаква промена, што знаете, кога немате подобрување автоматски значи дека назадувате во присуството и уште повеќе дека квалитетот опаѓа. И тоа не носи до втората лоша вест за политичарите, дека тие ако мислат дека само ќе окупираат уште еден простор на кој што ќе се обидат да се наметнат, резултатот ќе го нема. Залудно сте вие на TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, каде сакате, ако вие не ги следите правилата на игра што заедницата таму ги има. Ако вие мислите дека како политичари ќе влезете таму, ќе кажете овде јас сум главен главна, и ќе си ги поставам моите правила, ќе спамирам со тоа што направив денеска, со кого се сретнав, гласете за мене и така натаму, едноставно луѓето не ве следат. Така што политичарите паѓаат во овие замки. А тие се присутни таму, меѓутоа ги следат само нивните поддржувачи, се обраќаат само на својата партиска база, да речеме. И втората работа станува дел од синџерот на лоши коментари, говор на омраза и буквално оној вордин кој што политичките партии меѓу себе го имаат. За жал, исто како и во секојдневната кампања, ниту кампањата социјалните медиуми која што е постојана не носи новитети, не носи ништо ново, ништо интересно и најлошо од се не ги вклучува граѓаните. Кај нас се уште се смета дека кампањата се води за да вие се пресметате со политичките противници, а не за да разговарате со граѓаните. Две специфики повторно се важни за социјалните медиуми. Тоа е комуникација во реално време и може да добиете повратен одговор. Тоа е спецификата. Интеракција всушност. Кај нив ја нема интеракцијата, сакате да кажете. Кај нив тие промашуваат целта на постоењето и присуството на социјалните медиуми. Тие сметаат дека тој е уште еден канал на кој што треба да бидат и да покажат што сработиле, односно да покажат што ќе сработат ако дојдат на. Кога спомнавте промена во првиот дел од вашиот одговор, дали мислевте на бројот на следбеници кои што ги следат? Во таа смисла промена или присуство? Присуство. Бројност и присуство на социјалните медиуми. Значи, колку од министрите, колку од пратениците, колку од градоначалниците користат активно социјални медиуми, тоа е првата работа. И втората работа, колку институциите имаат веб страници, колку се посветени на услуги за граѓаните, а не за себе промоција, односно промоција на политичарите. Немаме буквално, како буквално да интересна играчка што си ја нашле пред 4, 5 или 7 години, а денеска веќе не ми е интересни, не ја користат повеќето на стандардно споделување. Сметате ли дека треба да има некаква регулација во однос на делот на интернет во делот на кампањите? Бидејќи сведоци сме дека веќе пред време се почнуваат овие кампањи, веќе и самиот кажавте дека граѓаните се бомбардирани со информации. Сметате ли дека треба да има некаква регулација и во тој дел? Јас сум поборник на следниве работи. Регулација во Македонија има за сите теми, вклучително и за ова, освен за најновите трендови. И дефинитивно само ако почнеме да ги почитуваме законите, и ако во случајов политичарите
не ги прекршуваат правилата што постојат, ќе имаме навистина многу по убав простор и виртуелно и во секојдневието во медиумите на комуникација и размена на идеи. Втората работа која што исто така е многу важна е дека потребно е прилагодување на трендовите што се случуваат, меѓутоа трендовите ги диктираат луѓето. Не ги диктира политичкиот противник, не ги диктира социјалниот медиум, туку ако вие се обраќате и праќате порака како политичари до одредена целна група, идете каде ќе ја најдете. На кој медиум? Можеби тоа е традиционален, можеби тоа дел од социјалните медиуми, можеби некоја друга дигитална платформа. Прашајте ги на кој начин сакаат и дали сакаат да добиваат ваши информации и потоа поврзете се. Заради тоа што трчајќи по масовност, по илјадници и десетици илјади луѓе на митинзите, политичките партии го изгубија чекорот со времето. Изгубија дека всушност ова време не е 91 година каде што вие ќе донесете 70.000 луѓе на плоштад. Нема интерес, нема активитет. И тоа не е за носталгија, туку тоа е нешто што треба да ги опамети, треба да разберат дека токму медиумите, традиционалните медиуми и социјалните медиуми се партнерите во кампањата, ама не да се канал кој што тие го запоседнуваат и контролираат како што сакаат како политичари, туку дека прво традиционалните медиуми и новинарите, медиумите се партнери во кампањата, затоа што од нив зависи дали пораката ќе дојде и до неопределените. И втората работа е дека социјалните медиуми се канал каде што луѓето можеби нешто сакаат да ви пишат, да ве прашаат или да ви искритикуваат и да ви дадат предлог. Кај нас ниту во делот на традиционалните медиуми, ниту во делот на социјалните медиуми не се користи правило. Господине Кордалов, многу ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека сите овие препораки што ги кажавте денес ќе стигнат до вистинските чинители во нашето општество и дека за многу брзо време ќе почнат да се променуваат на позитивно одредени работи. Се надевам и јас ви благодарам за можноста.